Почитувани гледачи на канал Визија, добредојавте во уште едно издание на емисијата Актуелно, во која што ги третираме актуелните случувања во општинава и на национално ниво. Еден од сегментите кој што е можеби клучен за функционирање на целокупниот систем во државата, еден од столбовите секако е инфраструктурата. А најкомпетентен да зборува за инфраструктурата во секоја смисла на овој збор е токму министерот за транспорт и врски во владата на Република Македонија, господинот Горан Сугарески, кој што е наш и ваш гостин во ова издание на емисијата Актуелно на програмата на канал Визија. Сугарески, благодарност што одвоивте од времето, ја прифативте поканата на канал Визија да зборуваме за проектите на министерството, кое што секако се во интерес на подобрување на сите области од инфраструктурата во Република Македонија. Благодарам за поканата. Јас секој пат кога телевизијата смета дека треба да бидам присутен, ќе бидам. И многу ме бендисува што денес и вака теренски, бидејќи јас и како министер, најголемиот дел од времето кој што го работам во министерството и во владата е да одам по терен, ги посетувам сите места каде што се работи, се со цел да имаме многу јасен увид на сите градежни активности кои што се разбира се случуваат во Република Македонија. Тие се многу. Посебно ми е драго што сум денес тука во градот каде што сум роден, каде што живеам, и се разбира дека посебен интерес предизвика и моето доаѓање денес тука, се со цел да ги објасниме на јавноста што во моментов и Прилеп и околу Прилеп се работи, се разбира, и за она што се работи низ цела Република Македонија во делот на инфраструктурата. Предлагам разговорот да го започнеме со проектот токму на местото овде каде што снимаме за изградбата на експресниот пат Градско Прилеп. Вие постојано сте на терен, таква е впрочем и природата, рековте не сте кабинетски министер, на тек постојано увид како се одвиваат работите, дали сте задоволни од динамиката и кога граѓаните, впрочем не само од Прилеп и од целокупниот југозападен регион, ова е еден од клучните проекти што ги спроведува министерството. Значи, заедно со директорот на јавното претпријатие господинот Китанов за државни патишта, се разбира, многу често, да речем скоро секој ден и преку еден ден, согласно врските кои што се има во владата на Република Македонија, сме на терен да имаме комплетно увид во на што во моментов се работи. Сакам да спомнам конкретно, бидејќи ми поставивте директно прашање, да, значи овде вршиме често пати увид на градежните активности на овој експресен пат Градско Прилеп и сметаме дека и со нашето присуство и со разговорите кои што со надлежните кои што не информираат, се разбира изедувачи, надзор и така натаму, сме во тек што се случува, до каде е работата, и ако го гледаме аспектот на активностите кои што се случуваат од 1 јуни ланската година, кога станав министер за транспорт и врски денес, можам да кажем дека имаме динамизирање на активностите, значи имаме поголем прогрес на активностите. Се разбира, се уште мислам дека не е доволно, очекувам дека во наредниот период со склучувањето на анексот, посебно за ова делница каде што сме сега, кај Фаришката клисура, дека ќе се интензивираат комплетно активностите и дека согласно роковите кои што тие се некаде од 2020 година треба да заврши овој експресен пат, и се разбира огромен бенефит видат граѓаните и на Прилеп и комплетно на Пелагонискиот регион. Во делот на оваа делница конкретно или во овој пат, значи имаме две делници. Едната делница е од Градско до Дреново, каде што морам да го посочам аспектот на средства, каде што Европската унија преку ИПА средства во голема мера помогна. Пред неколку месеци отпочнаа таму активностите со издавањето на одобренијата за градба и очекуваме дека во овој период ќе имаме и таму динамизирање на активностите. Се разбира, овој дел, кај Фаришката клисура е порано почнат, се јави одредени проблеми во делот на проектирање, препроектирање, во делот на тунел, во делот на мост. Тоа сега се направи, ние со јавното претпријатие очекуваме, за државни патишта очекуваме да се склучи анекс на договор со фирмата, се со цел да изведбените работи во најбрз можен рок се убрзаат и се разбира, согласно роковите кои што ги има, оваа делница биде завршена. Исто така имаме и во делот на овој експресен пат, значи од Ленишка река, од влезот на Прилеп и проширувањето од делницата од Беловодица до Каменоломот, 7,5 км, каде што исто така 5 милиони евра се обезбедени неповратни средства од Европската унија, така да согласно роковите очекуваме некаде за 2 години комплетно овој експресен пат биде завршен и биде ставен целосно во употреба, за да овие граѓани кои што се околу 300.000 негде во овој Пелагониски регион видат бенефит и се разбира со продолжувањето на сите други активности кои што се врзани околу Прилеп, Битола до Меджитлија, едноставно направиме ситуација да не имаме безбедни пат. За мене е многу најбитно е да тие бидат патишта безбедни, тие да бидат брзи и се со цел да не ни се случуваат овие ситуации со сообраќајни незгоди кои што за жал ги имавме многу во изминатите години.
Впрочем, Плетвар година назад една од црните точки, многу сообраќајни несреќи, за жал со трагични последици. Кои се плановите на Министерството и воопшто во оние проекти во кои што се на пат на реализација, за кои што се изготвуваат проекти, а кои што се однесуваат на Прилеп? Значи, ова зборувавме за овој експресен пат, јас сакам да се надоврзам во делот на Прилеп. Прво, со јавното претпријатие за државни патишта работиме на изготвување на проект за автопатско решение од Прилеп до Битола. И тоа од наредната година преку тендер за проектирање ќе се случи, се со цел после завршувањето на тој проект да обезбедиме финансиски средства. Знаете дека мора со проектната прво документација да се направи, се со цел да тие средства понатаму ги обезбедиме и нормално после тоа биде тендерирано и на крајот изведувачот кој што ќе ја добие таа работа, се разбира, отпочне со изградба на таа автопатска делница. Дополнително, тука не застануваме, туку паралелно на два моменти се работи. Тоа е на експресен пат од Битола до Меđitlija, до граничниот премин со Република Грција, и паралелно на тоа реконструкција ќе се прави на постоечкиот пат од Битола до Меđitlija. Паралелно реконструкција ќе се прави на патот Кривогаштани Крушево и се што е врзано овде, значи Новаци Битола патот веќе комплетно е реконструиран и саниран, така да очекуваме дека во наредниве 2-2,5 години, значи овој дел на Пелагонија ќе биде комплетно завршен во смисла на безбеден пат кој што треба граѓаните, кој што некои дури има кои што секојдневно го возат, некои има почесто или поретко, меѓутоа да бидат безбедни кога одат према главниот град, тоа не само за граѓаните на Прилеп, туку и граѓаните на Битола и комплетно на целиот Пелагониски регион. Како единствен прилепчанец министер во владата на Република Македонија и токму во ресорот транспорт и врски околу инфраструктурата, во стратегијата неподелени се мислењата во јавноста дека источниот дел од Република Македонија има релативно понова, подобра инфраструктура, подобри патишта. Какви се проектите и плановите во поглед на поврзување на овој југозападен регион? И самите рековте околу 300.000 жители. Да, значи тоа е особено од интерес не само на граѓаните кои што секојдневно минуваат по овие патишта, туку и за бизнес секторот. Да, апсолутно, значи ние имаме сериозен план и стратегија и таа не ја делиме на источна и западна Македонија. Делот околу Скопје, гледате сега дека го пуштивме автопатот Емир Капија Смоквица, значи рамномерно гледаме да секаде се гради во Република Македонија. Еве за овој дел покрај ова што ви го објаснив претходно на експресниот пат, на автопатското решение за Битола, на патот експресниот кој што ќе се прави до граница, паралелно во Западна Македонија се работи и ќе се работи многу интензивно. Предпоставувам низ интервјуто може имате и прашање за делот на автопатот Кичево Охрид, затоа што е исклучително важно, една од најголемите кледни беше на македонската економија кога ние станавме членови на влада. Кога се избра владата на 1 јуни, сите оние работи кои што беа како проблеми по полека ги санираме и значи со склучувањето на одредени анекси на договори очекуваме таму сериозно да се интензивира. Дополнително имаме значи проектирање и се работи на проектирање за автопатско решение на Кичево Гостивар. Паралелно се работи исто прв приоритет после овие постоечки автопатишта е изградбата на автопатот Скопје Блаце. 13 километри решение, бидејќи знаете дека од другата страна е скоро направен патот од Приштина до македонско-косовската граница, така имаме надоврзување се со цел да ги подобриме уште повеќе, бидејќи имаме и добри економски трговски односи со Косово, така да со ова уште повеќе ќе биде интензивирано. Во делот на Источна Македонија и таму се работи паралелно, така да ја не би рекол дека е повеќе фаворизирана една, паралелно се работи. Може би дел од активностите се поубрзани таму, но вниманието е за цела држава, така да јас сум во моментот се работи на реконструкција на обиколницата ке Битола, се работи на реконструкција ке обиколницата ке Скопје, се работи на уште 3 експресни патишта кои што покрај овој, значи тоа е Ракова Паланка, Штип Кочани, Штип Радовиш, така да моите очекува и на уште 31 реконструкција која што ќе се случи во овој сега период. Дел сега до крај на градежна сезона, дел со почнувањето на наредната сезона, затоа што јавното претпријатие за државни патишта по 4 основи функционира. Значи, еден дел од средствата се од Светска банка, каде што има 12 патни правци, 26 патни правци ќе се прават преку Европска банка за обнова и развој. Дополнително милиарда денари се определени средства од јавното претпријатие од сопствениот буџет за државни патишта и плюс имаме некаде 470 милиони денари средства кои што се од Македонија пат за реконструкција. Така да
сметаме дека со овие средства кои што ги има во моментот, дополнително со проектите кои што за дел патишта треба да се направат, мислам дека за многу брзо време Република Македонија ќе ги реши проблемите врзани со патната инфраструктура, бидејќи сега зборуваме во тој дел, и сметам дека тогаш ќе треба веќе да се спремаме и за одвојување средства за одржување на тие патишта кои е од исклучително важност. Како е градењето, меѓутоа тоа треба да значи и одржување нивно понатаму. Рековте пред малку една од црните петна веднаш по вашето стапување на функцијата министер беше автопатот Кичево-Охрид. Неблагодарно да се зборува, меѓутоа јавноста беше фрапирана од сите оние пропусти кои што испливаа на површина при проектирањето за навистина многу нелогични пропусти. Стануваше збор кои што многу ќе ја поскапат изградбата на патот. Јас стојам на она се што го кажав како тврдење, значи не зборував на предпоставки, не зборував паушално, тоа беше потврдено и од надзори, тоа беше потврдено и од луѓе кои што се експерти во градежништвото, дека сериозни утки беа направени на тој пат. И пак ќе ги повторам. Значи немаше клучки на патот. Пеце клучки немаше на патот Кичево до Охрид, до Струга. Значи тргнувате и нема каде да се застане, да се сврти. Пристапни патишта за населените места немаше проектирано. И двете најклучни работи кои што беа промашени, тоа беа ископините кај тунелот, кои што веројатно најмногу ќе покачат цената на дополнителниот анекс, и свлечиштето кое што од Кичево до Пресека. Знаете, имате планина, усеците не направени, може ова планина да падне на автопат. И така да во оваа година дена многу време се потроши во тој дел, заедно со вице-премиерот Ангјушев, со директорот Китанов, значи со сите оние кои што се вклучени во целокупниот процес на изведувачи и подизведувачи, проектанти, работевме комплетно како тие дел работи се надминат, се со цел се разбира да продолжи интензивно изградата. Таму ако поминете сега има дели завршени асфалтирања. Каде беше другиот проблем? Другиот проблем беше во делот на средствата кои што од Ексим банка ги има околу 205 милиони евра, и согласно основниот договор, тие средства, ако биле предвидени дел за асфалтирање, тие мора да ги трошиш за асфалтирање. Ако биле за ископување, строго наменски. Ние сега, за да нема застој во изградбата, направивме да дел од тие средства можат да се пренаменуваат од една во друга ставка, се со цел да не чекаме од други дополнителни средства кои што се разбира ќе ги има. Јас тоа го кажав од првиот ден кога сум министер. За да возможиме сега ги ослободиме тие, значи тоа се прави, знаете, тој анекс на договор одеше на одобрување на пратениците во собранието, тоа е лек специ посебен закон, и се разбира дека со ослободувањето на тие средства сега може слободно да тие средства се користат и да се интензивира изградбата на овој патен правец. Дополнително, во анексот на договорот кој што беше подпишан од наша страна и одобрен од пратениците, предвидува дека до 10 и 15 октомври треба да се спреми нов анекс. Ние работиме интензивно со кинеската компанија на преговарање во делот на тие дополнителни средства. Не би шпекулирал во моментот за цифрите, се дури конечната бројка не дојде, ќе станува за поголем број на финансиски средства, се разбира, но сметам дека на тој начин ние ќе можеме да го исполниме она што во првиот анекс го направивме, а тоа е да тој пат биде завршен заклучно со јуни месец 2021 година. Беше голем еден од најголемите проблеми на македонската економија, морам да потенцирам дека беше тој пат, има и одредени други проблеми, меѓутоа ако би бил на прво место каде беше проблемот, покрај на сето што претходната власт се разбира го направи со Скопје 2014, овде е проблемот. Еден од најкрупните проблеми е и овој патен правец. Да, тој патен правец ќе биде завршен, меѓутоа ние бевме соочени со две ситуации. Едната ситуација беше да го стопираме комплетно, водиме со кинеската компанија арбитражи и да не има пат гради, а второ да преговараме, да цените какви што биле никој не бидат, тоа ќе се случи, да роковите кои што биле зададени, а не се исклучувале, тој пат сега требаше во јануари месец да биде готов, оваа година. Таму имаше прогресија од 50%, сега дојде на некаде до 60%. Така да, со надминување на сите овие проблеми, јас тврдам дека сериозно, бидејќи дели од експроприациите таму, службеностите кои што има се решени, очекуваме дека со препроектирањата кои што се направени, со интензивирање на работата во тунелот, ќе биде испочитуван рокот, значи јуни 2021 година. Едно прашање кое што исто така сигурно ќе ги интересира нашите гледачи и учесниците во патниот сообраќај, своевремено се заговараше колку е тоа реалност одново да се
дојде до едно автопатско можеби решение или изградба на нов пат кој што ќе ја скрати оваа цела делница преку оваа клисура овдека директно да се скрати патот од Велес до Прилеп. Колку е тоа реално? Има ли некои проекции колку тоа би чинело? Ние работиме на експресниот пат. Паралелно го разгледувавме проектот со директорот на јавното претпријатие за државни патишта и видовме дека таму има основен проект. Таму нема ревидиран проект, туку тој е основен проект правен меѓу можеби 20 години наназад. Стопанственици, сите средби од комората и лично со нив го имаат тоа како барање. Јас не би бил би лажел ако би речел дека во моментов то да, размислувања постојат. Ние на состаноците кои што ги имаме со 16+1 држави од ЕУ плюс Кина сме разговарале во делот на овој пат, сме го дале како приоритет, меѓутоа во моментот по-приоритетно ние да овој експресен пат го способиме, да не влегуваме сега експресен правиме, па и не знам и автопат, ти знаете, сето чини, станува збор за исклучително скап проект. Значи, може би сега јас не сакам да, меѓутоа сигурно над половина милиарда евра би чинел тој пат. Така да во моментов концентрирани сме на овој дел, меѓутоа не запоставуваме размислувањата дека нема да се прави. Ја така изјава нема да дам, меѓутоа ќе кажем дека состојбата ваква е. Значи основен проект во стратешките проекти за наредни 10 години ова да, тој постои и ќе постои. Јас цврсто стојам на тоа, без разлика дали ние до која фаза би отпочнале. Ќе дојде после мене и друг министер, кој што се разбира ќе мора проектите да продолжува, бидејќи тие не се за влада, не се за сада само за ВМРО ДПМН, тие се за граѓаните. Парите кои што даваат многу е лесно да ние како министри одиме и велиме да ова сада само ви го прави, другите кои што биле ВМРО ДПМН беше не. Граѓаните со нивните средства од буџетот на Република Македонија ги градат овие патишта. Ние управуваме и бараме начин како сите тие процеси да се убрзаат. Тука ќе направиме пауза, продолжуваме во Прилеп на останатите теми од областа на Министерството за транспорт и врски. Почитувани гледачи, го продолжуваме вечерашното издание на емисијата Актуелно од Прилеп, првиот дел за оние што подоцна се вклучија во ова вечерашно издание и разговорот со министерот за транспорт и врски Горан Сугарески. Првиот дел од емисијата го реализиравме во Фаришката клисура, зборувавме за инфраструктурните проекти, за изградбата на експресниот пат од Градско кон Прилеп, а овдека сега овој втор дел од емисијата предлагам да го започнеме Сугарески со она што се случуваше денес во градов. Присуствувавте на увид на работите на реконструкција на една од најфреквентните улици во градот, улицата Александар Македонски. Значи, денес имав работна посета и со градоначалникот на општината, дополнително со локалната администрација. Разговаравме за сите оние проекти кои што ние сметаме дека треба да бидат направени во Прилеп. Зборувам генерално и од страна на Министерството за транспорт и врски, се разбира и од владата на Република Македонија, но и оние проекти кои што се планирани да локалната самоуправа ги прави од сопствениот буџет. Денес извршивме увид на градежните активности на улицата Александар Македонски, која што е од ја гради Македонија пат од рамките на нивната програма. Јас се надевам дека во текот на наредниве неколку дена таа улица, не се надевам, сум практично сигурен дека во текот на неколку наредни дена улицата ќе биде комплетно асфалтирана, значи комплетно санирана и со сите оние активности кои што паралелно ги прави локалната самоуправа на општина Прилеп во делот на ивичњаците и сите други активности од регулацијата на шахти и така натаму, дека во овие неколку дена таа ќе биде комплетно, значи завршена, се работи за некаде километари. Нешто улица која што вие сам ми кажавте дека е многу фреквентна и мислам дека на тој начин улица која што со години во Прилеп не била чепната, сега практично ќе биде завршена. Паралелно градоначалникот ме информираше дека исто во наредниот период и уличките кои што се околу оваа голема улица исто така ќе бидат реконструирани, односно санирани. Така да моите очекувања се дека во најбрз период од неколку дена оваа улица ќе биде комплетно завршена. Гребењето е завршено, значи останува уште постилањето на асфалт, тоа ќе се случи овие дена. Сега предлагам да позборуваме околу степенот на искористеност на капиталните инвестиции, аналитичарите, оние кои што го следат степенот на извршување на буџетот, а тука може да се каже дека и опозицијата ја критикува владата за релативно ниско ниво на искористеност на капитални инвестиции од околу само 23%, што не е случај во министерството што вие го предводите. Да, значи ќе кажам два аргументи. За едниот разговаравме што се однесува до автопатот Кичиево Охрид, кој што е еден од поголемите проекти каде што се реализираат средства.
Вториот дел е железницата, за која што исто така веќе разговараме, значи се однесува во делот на првата делница од Куманово Белјаковци, каде што и таму сериозно беше работата закочена, бидејќи таа делница требаше да биде завршена до септември 2016 година, комплетно со нов анекс на договор со германската фирма, со изведувачот. Поминавме на влада, очекуваме во најбрз период да се интензивира, и третиот проблем е гасификацијата. Бидејќи вие спомнавте за делот на реализацијата на капитални инвестиции на Министерството за транспорт, ќе го кажам следното. Значи, реализацијата на капиталните инвестиции, зборуваме за основниот буџет на Министерството, има 63,5 до 8 месец. Сега што се случува? Падот, бидејќи кредитната линија исто, согласно методологијата како што се утврдуваат капиталните инвестиции, прави Министерството за финансии, имаме пад ради таа ситуација, затоа што дел од средствата кои што се однесуваат на гасификација стојат во Министерството. Значи, сите проекти ние, согласно програмите кои што ги имаме зацртано, движат, течат, се работи на нив, кои се во постапка, само 20 договори имаме склучено од мај месец за изведба на водоводи и канализации. Други 7 се во постапка. Така да, воопшто и многу се радувам и не ме мачи како тоа, бидејќи реалноста една, хартијата е друго. Меѓутоа, она што се случува со водно, односно со изградбата на гасификацијата е проблем, бидејќи таму неколку месеци воопшто нема активност, средствата околу 2 милиарди денари стојат на сметката и не се трошат. Ние низ овој период, значи со луѓето екологистите кои што имаат поинаков став од нашиот, водевме неколку дебати. Една дебата имаше во град Скопје, каде што мислам дека аргументите беа целосно на страната на владата и на Министерството, се однесуваше на делот на трасата. Ние во делот на трасата направивме стеснување во делот, каде што се разбира, сметавме дека треба да биде направено. Во другиот дел, ние како влада, како Министерство гарантираме дека тој дел со завршување на или продолжување на трасата таму и работењето ќе биде комплетно санирано, бидејќи зборуваме нешто што е под земји, дека ќе биде комплетно пошумено, така да нема апсолутно да има никаков проблем во тој дел. Другиот дел, каде што екологистите бараат промена на траса и се однесува кај обиколницата кај Скопје, значи практично е неизводлив по повеќе основи. Прво, делот на, ако ги гледаме, изјавите на експерти кои што се од шумерски факултети кажуваат дека земјиштето е комплетно ерозивно таму. Вториот дел, сечата која што ќе биде направена таму, ќе биде многу поголема од ова што би се случувало сега. Трето, не можем јас да го занемарам економскиот дел. Значи, станува збор за сума од над 20 милиони евра кои што треба да бидат дадени таму и дополнително од се, тоа би траело неколку следни 5-6 години во делот на проекти. Ќе кажам две неточни информации кои што се пласираат во јавност, а тоа е дека ваму каде што се работи е заштитено подрачје, не е точно тоа. Значи не е тоа, може да го потврдат сите. И она што еве многу пати кога се зборувало за менување на траси, е дека ние бараме начин како ние да се договориме, значи со дебата и да ја запознаеме јавност. Не станува збор да се води гол и наед. Аргументите кои што беа презентирани и од Министерството за транспорт и врски, и од Министерството за животна средина, Министерството за земјоделство, експертите од Шумарски факултет и сите оние експерти кои што се вклучени во целата работа, мислам говорат дека аргументите се на оваа страна. Паралелно ќе ви кажам за една ситуација која што се провлекува во јавност, тоа е вториот аргумент, е дека градежната дозвола е издадена во еден ден. Значи не е точно. Иако ние не сме биле власт, иако не сум бил јас министер, значи јас комплетно ја разгледував документацијата, се случувало во 2016 година, значи проектот е доставен во месец октомври, со забелешки не е вратен, во ноември и до декември е работено на отстранување на неправилности во проектот, за во декември месец да е прифатен проектот, се разбира и да е издадена градежната дозвола. Затоа мислам дека треба да се слушаат сите аргументи. Нашата цел како влада, како ресорни министерства е да се разбира, објасниме на јавноста за што станува збор. Станува збор за еден од врвните стратешки проекти на Република Македонија, а тоа е гасификација. Тој дел на гасификацијата, како овој дел на гасоводот што оди до Битола, таму тој гасовод оди преку Тетово до Гостивар, и така да сметаме дека станува збор за државна работа, стратешки приоритет, и мојот став личен и став на министерството е дека тој проект треба во најбрзо да продолжи, се со цел не само ради реализацијата на капиталните инвестиции, туку и да делот на и економскиот бенефит за граѓаните, но да не го заборавиме еколошкиот. Замислете, по 2-3 месеци се во Скопје ќе го имаме истиот проблем врзан со загадувањето. Ова беше една од причините, се разбира, со градењето на гасификацијата, таму има соодветни рокови, ние очекуваме за 2-2,5 години да комплетно гасоводниот систем биде завршен, донесен до градовите, потоа со секундарната и терцијалната работа која што треба да биде направена, да се заокружи и во градовите тие 17 кои што се во првата фаза.
Дали вие во неколку наврати апелиравте и уште пролетовска и летовска при една посета на Прилеп до градоначелниците да изготвуваат проекти, да конкурираат, меѓутоа очигледно тоа не е на посакуваното ниво, не е со посакуваната динамика. Дали можеби токму отсуството на проекти за кои што вие апелиравте е една од причините за ниското ниво на искористеност на капитални инвестиции? Значи, прво, мојата цел е, без разлика кој од која политичка партија е градоначелник, да возможиме на сите општини на граѓаните таму да искористат средства кои што се надвор од буџетите на локалните самоуправи. И сега имаме ситуација каде што од Европската инвестициона банка имаме уште 13-14 милиони евра неискористени од дел општини. Ја буквално секојдневно, дали теренски соодење, дали телефонски од службите преку Министерството, комуницираме со градоначелниците, едноставно замолуваме да ги достават ревидираните проекти со цел да тие средства бидат искористени. Знаете што е проблемот? Што тие општините апсолутно не враќаат ништо. Тоа го прави државата и тој начин им се помага на општините во делот на водоводни, канализациони системи, цевководи, пречистителни станици. Еве сега истиот проект јас го иницирав уште во мај месец да продолжи. Значи од Европска инвестициона банка бараме нови 50 милиони евра кои што со соодветна методологија која што е утврдена од владата и со банката заедно ќе исто така ќе бидат нови средства распоредени кои што би ги користеле општините. Тоа бара проекти. Вториот дел, нешто што е ново, кој што не го ни една влада претходно во изминатите 20 и кусур години го нема направено, и тоа е како ние сега да обезбедиме 70 милиони евра средства од Светска банка за изградба на локални патишта. И што се случува? Хипотетички пример да дадам еден. Например, ако општина Прилеп од сопствениот буџет направи 5, 10, 15 улици, државата со тие средства, владата, министерството што ќе ги оддели согласно методологијата, тие средства исто така може да бидат искористени за локални патишта. Така да, моите очекувања со тие средства, со домаќинско работење во општините, и во делот на канализации, и во делот на водовод, и во делот на локални патишта на крајно ниско ниво на инвестиции, драстично ќе биде зголемено во следните, да речем, 2 години. Ако средствата ги добијаме наредната година, бидејќи има преговарање со Светска банка, со ЕИП, исто, значи ние сметаме дека уште од наредната градежна сезона овие сите работи ќе бидат завршени. Јас себе работиме тука, имаме со ЕИП примерот во Големо Коњари каде што транспорт и врски го работи тој проект, така да очекуваме дека со нашето преговарање и одма што мислам дека ова е едно од најодличните прашања кои што новинарите и вие ми го поставувате, значи е дека мојата цел е како ние да до најниско ниво се спушти на користење на средства, тоа се општините, локалните самоуправи, тука имаме и помали општини кои што имаат драстично помалци ресурси, не само финансиски, туку и кадровски, и сметаме дека во тој дел можеме да помогнеме не само во делот на се разбира, но во делот на реализацијата на деталните, генералните урбанистички планови и така. Министерството заедно со мене, со службите таму е целосно на располагање, меѓутоа кажувам една работа и тука на ова прашање ќе завршам. Ако општините до Министерството, до владата не достават ништо, одговорот и оттаму ќе биде ништо. Затоа треба локалните администрации сериозно да поработат на проекти. Тука сме во делот на консултации за помош, се што треба, меѓутоа проектот треба да биде ревидиран. На крајот не го одобрува само Министерството, туку го одобруваат и банките кои што ги даваат финансиските средства. Да зборуваме сега збор два неколку реченици околу железничката инфраструктура, кои се проектите на Министерството, докаде се проектите за пругата кон Бугарија, зборнавте во одговор на претходно прашање и околу пругата Битола-Кременица. Да, значи, ќе одговорам многу директно, за да бидејќи цела година го одговараме, значи и сега спомнав, да, историски стана и секој новинар со право го поставува тоа прашање. Кажав дека до септември 2016 година требаше да биде направена првата делница од Куманово-Белјаковце. Тоа не се случи. Ние работевме напорно во овој период со вице-премиерот Ангјушев и со директорите од Железници инфраструктура, и на тој начин сметаме дека сега е практично откочен тој процес. Динамиката многу ќе се зголеми, тој мал прогрес кој што го имаше од некаде 20% на таа делница ќе биде завршен. Во вториот дел, делницата од Белјаковци до Крива Паланка. Значи практично тендерирањето некаде треба да заврши до октомври месец. Таму се обезбедени исто финансиски средства од 145 милиони евра, од кои што 68 се неповратни средства. Значи ние ланската година како влада во Трст обезбедивме 68 милиони неповратни средства од Европската унија. Така да со самото тендерирање изведувачот кој што ќе го добија тој тендер ќе може одма да отпочне со работа. И третата делница која е со најтешко
Значи најтешка е бидејќи станува збор за таква конфигурација на земјиштето, 23 километри е, меѓутоа има многу тунели и многу мостови. Значи таа ќе кошта најмногу. Проектната документација во овој период пред некој месец е завршена, се бара начин да се обезбедат финансиски средства, тоа ќе биде, се разбира, дел од буџет, дел од заем и таму 60 милиони средства неповратни од Европската унија имаме обезбедено. Така да практично во тој дел, коридорот 8 во тој дел би бил завршен. Паралелно сакам да го потенцирам бидејќи ме прашавте за коридорот 8. Значи проектната документација за Кичево-Лин е завршена, значи Кичево до македонско-албанската граница, 63 километри и очекуваме дека и таму ќе се обезбедат средства. За Битола-Кременица, многу кратко и директно. До крајот на ноември, почетокот на декември очекуваме да тој проект биде завршен. Со надлежните кои што работат на проект сум разговарал и пред некој ден разговарав. Значи очекувај динамиката на прогрес на активности течи. Крајот на ноември, почетокот би била завршена и тоа мора да се случи бидејќи доколку не беше завршена, ние ќе треба и таму има ИПА средства, значи неповратни средства кои што се разбира ќе требаше да бидат вратени назад и потоа да бидат одземени од буџетот на Република Македонија. Тоа ние нема да го дозволиме, повеќе од сигурно. И што е многу битно, паралелно со министерот на Грција за транспорт и комуникации разговарав и тие техничките работи кои што треба да ги дозавршат од нивната страна се со цел да во најбрз временски период оваа делница, железничка делница, биде ставена во употреба. И конкретно прашање уште едно од железницата, дали после 1 октомври ќе функционира возот Белград-Скопје-Солун? Видете, Петре, значи јас со вице-премиерот пред неколку месеци бевме во Србија, разговаравме и со министерката за транспорт, таа и подпредседател на владата на Србија. Меѓу другите теми беше и ова што сега ме прашувате. Значи тогаш ни беше од нивна страна кажано дека неисплатлива е. Значи нивните аргументи се дека ова линија е неисплатлива. Ние направивме сериозен притисок во смисла на тоа да се продолжи до 1 октомври. Сега еве го дојде практично 1 октомври. Делегација од транспорт железници од Македонија појде на таму на разговори, паралелно ние правиме притисок да видиме што може да се направи, дали може и тој рок од овој да се пролонгира и паралелно да бараме некое друго алтернативно решение. Меѓутоа аргументите се нивни дека е неисплатливост. Ние се што е во моја мојка ќе направиме, но јас ќе барам начин како ова да се реши. Нивните аргументи се дека таа линија нема исплатливост освен во летен период. Така да, знаете, сега станува збор за друга држава, како и во други компании, што има секоја компанија, си има своја деловна политика и сметам дека што можеме ќе направиме, меѓутоа во моментов не можам ништо да кажам, дури не се врати делегацијата наша во Србија и не разговараме уште еднаш со министерката за транспорт на Република Србија. Една од областите на која што исто така треба да се посвети сериозно внимание е подобрувањето на условите за живот во руралните, во населените места, снабдувањето со питка вода за пиење и изградба на канализациони мрежи. Практично во контекст јас ова го одговорив низ овие прашања, приоритет ми се руралните и населените места каде што процентот на инвестиции на делот на канализации, водоводи, пречистителни станици беше исклучително низок. Сега паралелно се работи во делот на, спомнав 20 договори имаме од мај месец. Еве, со случајот ќе го кажам со големо коњари тука во општина Прилеп, каде што министерството работи на проектот и се надеваме дека во најбрз временски период тој ќе биде завршен согласно динамиката. Јас овие денови ќе се сретнам уште еднаш со надлежните таму да ме информираат како течи тој процес. Меѓутоа не само тука, туку и генерално кога зборуваме, еве ќе ја земам општина Долна, едни два проекти се работат таму. Едниот проект се работи во делот на населеното место Ропотово, другиот транспорт го работи пред неколку дена е почнат за цевковот во исто така општина Долнени во селото Дреновци. Така да, значи, согласно нашата динамика, 7 паралелно постапки се завршуваат на тендер за нови водоводи, канализации и сега сакам во тој дел уште нешто да кажам, а тука ќе бидат доста средства искористени. Покрај овие средства од ЕИП, значи, дополнително дел од средствата кои што ќе ги добијаме од ТАФ и дел од јавните предпријатија кои што не ги користеле како средства во Република Македонија ќе бидат искористени во најголема мера покрај делот на нормално на она што треба да ТАФ да го направи на Охридскиот аеродром и на Скопскиот, да другите дел средства се искористат за канализации, водоводи, градинки, училишта согласно методологијата на општини и потребите кои што ги имаат општините. Некаде најголем приоритет се овие две работи. Тука владата сериозно притиска да тие средства се користат за канализации и водоводи, но се разбира некаде кој тој проблем решен, тогаш дел од тие средства се користат за изградба на градинки, училишта и она што е реална потреба на граѓаните од соодветната општина.
Од пред некој ден почна есента, брзо ќе дојде и зимата, дали граѓаните, учесниците во сообраќајот можат да очекуваат побрза интервенција по експресно функционирање на јавното претпријатие Македонија пат. Сведоци бевме години наназад во зимскиот период со снежните врнежи, колони, проблеми во сообраќајот, па дури се шегува Македонија по некој пат го вика јавното претпријатие. Да, значи, кога ја формиравме владата, како ресорен во делот на Македонија пат, разговарав со директорот и можам да кажам дека ситуацијата беше исклучително тешка. Нема да кажам дека и сега лесна во Македонија пат, но први потези кои што направивме беше да ја преку јавното претпријатие за државни патишта ја зголемиме програмата на Македонија пат. Ако била 700-800 милиони денари, за ова година беа предвидени 1.250 милиони денари. Неколку пати го имав поставено прашањето на влада, разговаравме сериозно со премиерот, со вице-премиерот, со директорот на Македонија пат, со другите членови на владата, министрите и дојдовме до констатација дека бидејќи не може наеднаш со средства во една година да се подобри, меѓутоа како потреба реална на Македонија од Македонија пат, ние се договоривме да тоа фазно го решаваме. Годинава се веќе неколку машини, потреби кои што ги има Македонија пат обезбедени. Ние очекуваме дека за наредната година со зголемување уште повеќе на програмата на Македонија пат, уште повеќе се купат, станува збор за камиони, станува збор за багери, се она што е потреба на Македонија пат за година-две. Тоа претпријатие едноставно влезе целосно во колосек, како што јавното претпријатие за државни патишта, и ги немаме сите овие проблеми во делот на зимското одржување, односно да не биде, евеланската година беше добри бреа временските услови, се продолжи практично и градежната сезона, меѓутоа да не биде она чекање од Бога, туку напротив ние да си земиме она што ние како држава, како власт, како влада, како министерства, како јавни претпријатија да се разбира излеземе во пресет и обезбедиме да овие патишта на вистина и во зимски временски периоди бидат безбедни. Да. Го понешти Министерството тендерот за субвенционирање на ефтините летови. Еден имаше пријавен поради непотполна документација до каде е постапката за објава на нов тендер и дали граѓаните и натаму ќе имаат можност да користат ефтини авиолетови. Да, значи постапката е во тек, но сакам малце да кажам бидејќи стотина пати го имам ова прашање одговорено, ќе го одговорам уште еднаш и тоа е добро, затоа што апсолутно немав никаква дилема за поништување на јавниот повик. Значи комплетно беше непотполна документацијата која што беше доставена таму последниот ден пред да се изврши евалуација на онај кој што треба да го добие тој тендер. Едноставно документите не беа комплетни, она што се бараше врз база на тендерската документација не беше исполнето од оние кои што ја поднесоа таа документација, апсолутно немав дилема. Мојот стил е дека јас планирам да работам законски, така сум функционирал цело време, сакам да функционирам така и ќе продолжам така да али граѓаните да немаат апсолутно никаква дилема. Државата прво има обезбедено средства во буџетот на Република Македонија од 5 милиони евра, значи тоа е за период од 3 години. Во моментот течи повик, јавен повик кој што треба да заврши на 12 октомври, така да очекувањата мои се дека пракса имам да во овој период не одржувам состаноци, дури јавни повици траат со компаниите кои што аплицираат. Јас се надевам дека поголем број на компании, она што е најдобра компанија, која што нуди најдобро услови, дел од критериуми, односно од уредбата, програмата, ние ги намаливме. Се разбира со поголемо форсирање на Охридскиот аеродром, тоа ни беше и во владината програма и ние како влада и како министерство сметаме дека тоа е добро, бидејќи сите знаете дека форсирањето на нискобуџетните компании не е во главните градови, туку е во помалите места каде што има аеродроми. Така да граѓаните да бидат безгрижни, ова ќе заврши. Јас се надевам дека уште на 13 октомври ние ќе имаме избрана компанија која што ќе менаџира со нискобуџетните летови. И тука кога го зборуваме ова, исто би сакал да се надоврзам на една теза која што опозицијата пласираше, а може би дел луѓе кои што не беа до крај упатени, дека Министерството не укинува никакви летови во одреден правец, исто е деловна политика како што претходно објаснував. Ќе го земам примерот, да, со Скопје Барселона, значи тие сметаат дека во летен период треба да постои таа линија, во друг период не. Затоа ние возможивме во уредбата да и оние летови кои што биле некогаш користени, повторно може да се користат, така да се што е во наша мој, што зависи од што е во наша мој го правиме, другото станува на онаа компанија која што се разбира ќе менаџира со овие процеси. Дали има шанси Македонија наскоро да добие национален авиопревозник? Значи анализи се прават во Министерството, претходно се правени, јас не би сакал да кажувам дека сме при крај, не сме при крај.
го земаме примерот како Република Србија со јавно-приватно партнерство, да видиме и со таа, инаку исто се покажало низ времето дека таа работа е крајно неисплатлива, тоа мислам дека не треба такви луксузи да почекаме да видиме што ќе каже анализата која што се прави во моментов во рамките на министерството. Полека се приближуваме кон крајот на емисијата, одговоривте околу придобивките и практично соработката со меѓународните финансиски институции и подршката што има Република Македонија. Тука треба да се потенцира секако и подршката од НАТО кој вложи навистина значајни средства во санација на мостовите во Република Македонија. Под тука, кои би биле придобивките од членството на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија? Значи, придобивките од НАТО и од ЕУ ќе бидат огромни по сите полина во Република Македонија. Во конкретното прашање ќе се задржам само на делот на на инфраструктура, која што со самото зачленување во НАТО, конкретно прво, како прв чекор, подоцна и со ЕУ, значи користењето на еден куп фондови, на еден куп програми каде што може државата да аплицира и да добива, бидејќи таа станува автоматски исто како сите оние држави кои што се членки на НАТО и на ЕУ. Дополнително, она што го гледавме во изминатиот период, добивање на средства за Емир Капија Смоквица автопатот, средства кои што ќе ги добиваме за Кичево Охрид автопатот, за Кичево Гостивар. Средства кои што сме ги добиле еве во делот на железниците за втората и третата делница кон Бугарија. Дополнително изградбата на железнички станици, 10 во Република Македонија преку ЕУ. Овој патот денес кај што бевме експресниот пат, едната делница ќе биде со најголемиот дел средства од ИПА неповратни средства. Исто и оваа делница од Прилеп, кај што кажав до Реничка река, тие 5 милиони. Значи, огромни средства Европската Унија и НАТО помагаат Република Македонија да се движи напред во инфраструктурата. Дополнително, еве ќе кажам, вие спомнавте санацијата на НАТО. Со самото тоа, моите очекувања се дека од недела тоа ќе се случува. Каматните стапки на овие заеми и кредитни линии кои што ги немаме нема да бидат на ова ниво, туку ќе бидат на едно сосема многу пониско ниво и на тој начин државата добива и се разбира дека граѓаните ќе имаат огромен бенефит од целата работа. Апсолутно немам никаква дилема дека граѓаните на Република Македонија го имаат препознато тој момент. Ние низ оваа кампања, низ периодот на службени посети на увиди, сме го виделе тоа во разговори со луѓе кои што се експерти од оваа област, зборуваат дека примерите на последните ќе ги земам на Црна Гора, Албанија, на Бугарија, на Романија, кои што се последно зачленети во НАТО, покажале дека по неколку милиарди долари добиле, најмногу во инфраструктурата се со цел да тие држави нормално се развиваат. Сега ќе благодарам за учеството во ова издание на емисијата Актуелно. Се надевам дека во наредна прилика ќе имаме повторно можност да зборуваме за проектите на Министерството за транспорт и врски, а секако во интереси на бенефит на целокупната македонска јавност. Ќе кажав и на почеток, благодарам прво за поканата. Секогаш кога сметате дека треба да одговорам на повеќе прашања, па и на помалку, нека биде, не е спорно. Јас сум тука и слободно, мислам, ќе одговорам секој пат на вашата покана. Благодарам. Благодарам уште еднаш, вам почитувани гледачи, благодарам за вниманието со кое што го следевте и ова вечерашно издание на емисијата Актуелно на програмата на Канал Визија. Пријатна вечер.